Ovo утро во живо Весна ќе ни раскажува за приказните кои ни ги раскажува вообичаено во некоја снимена форма или пак ги читате во Нова Македонија. Широко позади. Прекрасно изгледаш и ти оваа слика зад тебе. Добро утро и каде си? Добро утро, Јована, добро утро и до Александар и до сите гледачи кои се ова утро сутринската програма. Ние се наоѓаме на планината Јабланица, имаме прекрасен поглед позади нас, предпоставувам тој камерата убаво може да го долови. Охридското езеро, градот Струга и градот Охрид веќе се гледаат, има еден панорамски проглед кој ги исполнува сите наши сетила. Ние се наоѓаме на освојување на уште една атрактивна дестинација. Екипата на Јасака Македонија заедно со екипата на Дневниот вестник Нова Македонија раскажува за убавините на нашата држава. Многу е тешко да се направи изборот која ќе биде наша следна дестинација од причина што Република Македонија изобилува со природни реткости, убавини, екзотични предели кои допрва треба да се истражат и да ние преку нашата камера и преку Дневниот вестник Нова Македонија да им се долови тоа и на гледачите, истовремено и на читателите. Прекрасно е да се биде тука на Јабланица, се работи за планина која се наоѓа втора по големина во западниот шарски предел, се наоѓаме на надморска височина од околу 1500 метри. Тргнати сме на една офроуд тура благодарение на нашите соработници овој пат кои доаѓаат од офроуд клубот Лихнит, со чија помош ќе можеме да ги освоиме планинските ридови, меѓутоа и оние пасишта и ливади кои изобилуваат тука на оваа планина. Наша дестинација овој пат ќе биде Вевчанското езеро, но јас би сакала тука да ја вклучам и колешката која заедно со мене на сите овие патувања, тоа е Сања Јачевска. Сања, добро утро, да им посакаме заедно на гледачите. Добро утро. Така, ајде подетелно може ти ќе објасниш најубаво која ќе биде нашата дестинација овој пат. Денеска Јабланица, како што спомна ти, се исклучивме од Ќафасан. Патуваме благодарение на офроуд клубот Лихнет. Возиме погранично, значи со Албанија. Наша прва пауза ќе ни биде на селото Вишни. Потоа одиме до село Горно Белица, прекрасно планинско село, одлично за планински рурален туризам, на околу 1300 надморска височина, 1300 метри надморска височина. Од тука повторно искачуваме, се упатуваме кон Вевчанско езеро, и тоа ни е всушност и крајната дестинација, но за сите љубители на планината и на планинарењето, веднаш над Вевчанско езеро е и највисокиот врв на Јакупица, тоа е Црн камен, околу 2200 метри, мислам, така, да. Така што се надевам дека ќе не послужи времето и ќе имаме убав ден. Така, некако утрото ни започна со дожд, меѓутоа еве по пат наваму ни огреа сонце, се надевам дека ќе ни послужи во текот на патувањето. Малку најавија дека после 12 часот има најава за дожд, но тоа нема да не спречи, се разбира, нашето патување да го оствариме до крајната дестинација. Споминавме дел од патот, кои се твоите впечатоци? Ајде да им доловиме на гледачите бар до она што сега го поминавме. Одлично, патот е супер, адреналински, значи се познава дека врнало, така што има доста вода, ама со џиповите на Лихнит е супер. Да, одлично доживување. Така. Ова е трето наше заедничко патување. Еве, може неблагодарно да зборуваме за онаа што помина, но еве да ги раскажеме впечатоците зад камерата. Како беше минатите патувања Нежилово и Козјак се зад нас? Супер, одлично помина секако. Прво, одлична организација имавме, а и времето не послужи. Нежилово како Нежилово, одлично планинско село, идеално за рурален туризам. Тука е Јакупица, пейсажите, сите што ни ги понуди. Така што супер си поминавме Нежилово. А Козјак посебно ме изненади затоа што прв пат одев во тој предел и цел пат беше полн со изненадувања, секој залив беше магичен, така што
одлично поминавме. Така. Александар, Јована, се надевам вие имате некоја на дополнување. Ние имаме уште цел ден да зборуваме за она што како патување го поминавме. Нашите впечатоци веќе ги пренесовме на делот она што сме го поминале. Допрва треба да го пренесеме она што денеска ќе го евидентираат нашите сетила. Ги покануваме читателите и гледачите да она што ќе го успееме да го фатиме, да го пренесеме преку прилог во утринската програма Сака Македонија веќе првиот вторник наредниот месец, тоа е на 5 јуни, а истиот ден можат истото да го читаат и во дневниот весник Нова Македонија на цели 2 страници. Доколку имате вие некоја на дополнување, јас не би сакала да повелете. А што не би сакала ти? Па јас би сакала да остава малку тајна од она што допрва не очекува, за да не откриваме се, за да оставиме нели малку да ги заинтригираме гледачите со она што допрва следува. Да, јас нема да те прашам ништо во однос на репортажата која што ќе биде објавена првиот вторник во месецот, но ми е едноставно непријатно при таква убавина позади вас да се вратиме ни одма во студиото, малце очиве да ни се одморат и нам и на гледачите, бидејќи споменавте, Весна, заедно со твојата колешка новинарка од Нова Македонија, дека одите заедно со членовите на адреналинскиот клуб Лихнидос. Видов таму 2 джипа во позадина. Дали тоа значи дека овој терен каде што сте сега е непристапен, односно дали е можно со лека кола, така кажано, со автомобил да се дојде или мора со джипови да се истражи Македонија, особено во овој дел каде што сте вие на оваа планина? Така, ние тргнавме со наши автомобили некаде до Струга, меѓутоа моравме да ги оставиме автомобилите и понатаму патот да го продолжиме со овие теренски возила. Патот е доста прооден, меѓутоа не може да се направи со обичен автомобил од причина што нели тоа не го дозволува. Патот доста е каллив поради дожда што наврна изминатиот период и синоќа исто така. Така да доколку веќе било кој сака да се упати во истражување на планината Јабланица, ќе мора да има теренско возило, бидејќи со обичен автомобил нема да може да го направи тоа. Сигурно ќе се изгуби негде по пат или колата ќе остане некаде, па ќе мора да побара влечна служба. Така. Мене ме воодушева што воопшто имаме линк во живо таму, бидејќи честопати на овие места Јована знае да нема сигнални за мобилен, а не па за телевизија. И оно што би сакал за крај за да те прашам, така... Јован, кажи. Кажи. Ние баш на пат наваму имавме некои проблеми со конекција на мобилниот телефон, меѓутоа благодарение на 4G кој функционира безпрекорно тука на Јабланица, така да немавме проблеми во однос. Треба те земат за реклама за мобилен оператор. Сакав друго да прашам, бидејќи ти долги години работиш во утринската програма Сака Македонија, особено на терен. Мислам дека на Јакупица овој терен досега немаш снимано репортаж. Јабланица, се извинувам, Јабланица, пардон. Јабланица, да, токму така, не сме имале прилика. Ние имавме пред чинам една година едно патување во Струга и Радожда тука во околината, меѓутоа и Шар планина сме го откриле и некои други предели, меѓутоа во овој дел да ова е добар начин да го испромовираме и да го покажеме на наше богатство со кое располага нашата држава. Весна, за крај, што имате во вашите ранци? Дали зедовте вода, храна, колку време ќе бидете таму? Нема баш некој киоск за сендвичи или дополнување на енергија? Дали сте подготвени за на планина? Така, па ние не сме баш многу опремени. Пака тука е релативно многу постудено во однос на градот, се чувства тој планински и свеж воздух. Земавме нешто вода и пиелок за попат, со храна морам да признам дека не сме опремени, може тоа да ни е и грешка, не знам, меѓутоа допрва во Вевчанското езеро чека едно мотелче, кое мислам во Горна Белица, се извинувам, да се надевам дека таму ќе има можност нешто да се касне, да се појадува. Остануваме само денеска тука, во вечерните часови се враќаме назад, така да мислам дека нема да ни за оние залихи ќе завршиме работа денеска. Бидете подготвени, имајте на ум, прекрасно јавување, облаците од десно сериозно се движат кон вас. Знаеме дека треба да сме свесни за сите опасности таму, но да ги оставиме опасностите настрана, да чекаме со прекрасни доживувања и репортажа. Благодариме за ова вклучување.